Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Вечерва во малку поинаков формат. Организиравме дебата помеѓу представници на Сдруженијата на граѓани од општина Струмица, кои што изминатиот период, повеќе од една година, се залагаат за неотворање на рудникот за злато и бакар и ловица штука, но овој пат овде се и представници од компанијата Евромакс, концесионер на рудникот за злато и бакар и ловица штука, кои што се тука заедно во ова студио да ги вкрстиме ставовите и аргументите за и против отворање на рудникот. Добра вечер за моите гости. Најпрво со господин Варшан Гокул, главен извршен директор на Евромакс Resources. Тука е доктор Борка Ковачевик, експерт за животна средина, ангажирана на проектот. Од мојата десна страна господин Костадин Ристоманов, тој е представник на Сдруженијето Еко Долина, и господин Стојан Велков, представник на Здрава Котлина. Добро вечер за сите. Се надевам дека ќе имаме успешна дебата, дека ќе се почитуваме во текот на разговорот. Прашањата генерално ги добивте и двете страни, знаете нели кои што ќе разговараме, а тоа пред се интересот на граѓаните изминатиот период, кои се тие прашања на кои што се за кои што се дискутираше, за кои што се бараа одговори, и можеби ќе имаме можност, вкрстувајќи ги ставовите, да разјасниме одредени дилеми кои што постојат во јавноста. Јас би сакала да почнеме со активистите, бидејќи изминатиот период беа доста активни и беа навистина силна кампања против отворање на рудникот. Кои се вашите аргументи? Зошто толков отпор против отворање на рудник во Струмичко? Добро вечер, ви благодарам за укажаната можност да се соочиме конечно со представници од Евромакс. Па вака, ако почнем да зборувам, цела емисија ќе трае и повеќе од тоа, кои се нашите аргументи. Нашите аргументи излегуваат во главном од студиите на Евромакс. Можам да ги набројам во кратки црти, па потоа ќе ги дискутираме. Ние сме изречито против отворање на тој рудник затоа што уште од првото минирање направено на природата има последици. Значи минирање, вибрации, прашина, арсен и стронциум во карпите, хидројаловиштето, отвораниот коп кој ќе остане за секогаш огромна дупка во која ќе се спушти на 700 метри надморска височина, кој ќе после 57-та година, пишува во студиите, ќе биде преполна со отрови кои потоа малку ќе се собираат во некакви мали езерца, таложни езерца, и нигде не е предвидено што ќе се случи со хидројаловиштето, што со отворениот коп, ако има огромна појава на големи врнежи, како што се случува во последно време. Нигде не е предвидено. Потоа, се тој коктел од отрови има големи шанси, не големи шанси, туку целосно ќе ја загади нашата средина, нашата животна средина. Ќе зборуваме подоцна и за хидројаловиштето, кој е соодносот на подземните, надземните води, ќе зборуваме за која вода ќе биде после ископот на рудникот, каква вода ќе имаме, дали ќе имаме чиста вода за пиење, како што има сега, или ќе биде тоа техничка вода, исто нешто што го пишува во студиите. Стравот за отворање на рудникот е голем затоа што гледаме, 21 век сме, има на интернет многу податоци од таа Г1 тешка загадувачка индустрија, има многу податоци каде што пукаат брани, каде што и без да се случи хаварија на брана, овде ние бучим, загаденоста е енормна. Значи, едноставно, не може да ставите загадувач од Г1 тешка индустрија, кој што влегува, официјално си е влезен со некакви параметри, дека е тежок загадувач, значи зборувам за рударските комплекси, не можете да го ставите во една плодна котлина како што е нашата. Значи, најоддалеченото место најверојатно би требало да биде повеќе од 50-60, па дури 100 километри. И тоа пак не гарантира. А рудникот и ловица штука ќе биде на 500 до 1000 метри воздушна линија од првите две населени места. Што правиме со тие села? Тие се први на удар.
вашите ставови зошто треба да биде отворен овој рудник и еве можеби како коментар на овие првично нафрлени аргументи од Здрава Котлина, зошто тие се против отворање на рудникот. Okay, thank you very much. We are approaching the project, it's the mine of opportunity and potential. Добро вечер, ви благодарам многу. Ние на проектот му пристапуваме како на една голема можност и потенцијал. We have been operating in the region on the project since 2004. Во регионот работиме на проектот од 2004. And over the past 14 years, we've been ensuring that we've been operating to modern, safe and responsible standards. И во текот на целиот тој период ние обезбедивме работење во согласност со сите современи и највисоки стандарди. From the time I've been involved personally since 2012, од момент кога јас лично се вклучи во проектот, тоа е 2012-тата, we have been sensitive to the surrounding areas, the agriculture and the existing community concerns. Ние сме чувствителни и имаме чувство за сите загрижености во локалната заедница, за земјоделието и општо грижите во локалната заедница. That's why since 2012 we have spent $45 million ensuring that all our studies consider all the impacts from the mine and to ensure that none of the impacts from the mine will affect agriculture or the health of the citizens. И затоа од тогаш потрошивме 45 милиони за да обезбедиме дека во нашите студии се опфатени сите аспекти, се што се однесува на цело локално стопанство и на земјоделието и сите можни влијанија врз животната средина. In designing the study, we have together with the local experts from the local universities of Step and Skopje. Во изработката на студијата заедно со локалните експерти од универзитетите во Штип и во Скопје, we have enhanced this, improved this beyond to best international standards. ги кренаме тие стандарди да се усогласиме со највисоките, најдобрите меѓународни стандарди, Using consultants internationally from Canada, USA and the UK and Europe. со помош на меѓународни консултанти од САД, од Канада, од Велика Британија и од Европа. Our shareholders who have financed that $45 million Акционерите кои што ги инвестираат тие 45 милиони долари are very conscious of community concerns. They would not be investing into the company if they were concerned that we were doing anything irresponsible. се многу внимателни во поглед на евентуалните грижи во заедницата и не би инвестирале токави средства доколку навистина има аргументирани проблеми. We have our largest shareholder is the European Bank for Reconstruction and Development. They have additional requirements over and beyond the Macedonian law to ensure that the mine will be built in a safe, responsible and modern standards. И еден од нашите најголеми акционери, Европската банка за обнова и развој, има дополнителни барања над она што е пропишано со националната легислатива во поглед на тоа рудникот да работи безбедно и во согласност со највисоките современи стандарди. Over the 5 years we've been working here and developing the project, we have accumulated a lot of baseline data on dust, pollution, water quality, etc. Во текот на овие 5 години од кога работиме на проектот, на развој на проектот, прибравме многу податоци во поглед на прашината, загодувањето, квалитетот на водата и така натаму. And our design has incorporated that to ensure that we will be operating below those standards or better than those standards. И во нашата студија е вградено сето тоа за да можеме да бидеме сигурни дека ние ќе работиме во рамките на дозволеното со тие стандарди. There were a lot of issues that Mr. Stoyan brought up. Just a few snippets that I can remember. For example, dust. We will be having dust suppression systems. It's that simple stuff. It's just sprinklers ensuring the dust does not rise up. Стојам погрена многу прашања, еве на некои што ми текнува, на пример, што се однесува до количината на прашина што ќе се создава, имаме систем на сузбивање на прашињата со помош на прскалки.
I think he also mentioned explosions. We have monitored the baseline noise levels, and we have ensured that the explosions will be below those baseline noise levels so that it will not be heard in the village, in the nearest villages. Мислам дека спомена нешто и во врска со минирањата и експлозиите што ќе се случуваат текот на минирањата. Ние направивме се што можеме за да обезбедиме дека бучавата, нивото на бучава што ќе се создава ќе биде во рамките и далеку под пропишаните ограничувања. The last thing I can remember from what he said was on the tailings. The tailings have used two key criteria in their design. И последната работа што ми текнува што Стојање спомена е во врска со јаловиштето. При дизајнот, при проектирањето на јаловиштето се потпревме на два главни критериуми. Together with our local experts, we have designed the tailings to withstand a 9.2 Richter scale earthquake event. Заедно со локалните експерти ние проектиравме едно јаловиште што ќе може да издржи земјотрес со јачина од 9,2 степени по Рихтер. I think we also talked about water and how that relates to the tailings. We have modeled it to a 1 in 1,000 year rainfall event. Мислам дека споменавте и квалитетот на водата заради употребата на јаловиштето. Повторно проектот предвидува води што се случуваат еднаш на 1000 години. And over and above that, we have also incorporated into a design a catchment dam below the tailings that will then enhance the capacity of the project or the tailings to contain water. И освен тоа, надвор од сето тоа што го проектиравме, ние имаме и таложни езера проектирано надвор од јаловиштето, кој што ќе ја зголемат капацитетот на јаловиштето да ги задржи сите надојдени води. I just want to round up by saying we have been very respectful and compliant with the local laws. We've done our best to be in compliance with that and better. Сакам само да заокружам со тоа што ќе кажам дека направивме се што беше во нашата моќ да ги почитуваме локалните закони и дури отидовме и многу повеќе над тоа. We believe in the mine because we believe that it will not impact the agriculture and health, but provide opportunities with jobs and with foreign investment into the region to improve the standard of living for everybody. Веруваме во рудникот затоа што не само што знаеме дека нема да има негативно влијание врз земјоделието и здравјето на луѓето, туку и дека ќе отвори нови работни места и ќе представува една странска инвестиција што ќе го подобри квалитетот на живот на сите во регионот. Добро. Јас може да додадам чисто дека студијата е направена од една елитна група на наши домашни истражувачи, вработени на институциите за образование и истражување од Штипскиот факултет за рударство и од Скопје факултетите. Секако тие стојат подпишани за овие студии. Ние сме земале во студијата еден конзервативен пристап, секако се опишани најголемите ризици. Ова е едно сеопфатно истражување кое што укажува на сите можни влијанија, меѓутоа ги предвидува сите мерки, затоа и сигурно тврдиме дека нема да има никакви влијанија. Сигурно веруваме во нашите институции, во нашите научни, да речам, експерти и соработници, и интернационалните и домашните, кои секако не би го изработиле документот, и не се работи само за документ хартија, се работи за повеќе годишно истражување од 2013, 2014 до 2016 година со различни инструменти, испитување на терен, и секако знаеме која е состојбата во нашата околина. И да речеме, не знам дали знаат населението, знам дека знаат, меѓутоа дали нашите соговорници им е познато каков е квалитетот на водите во Иловица, например, дека има високо загадување моментално, тоа не е вода за пиење, тоа е техничка вода. Со нашето доаѓање ние ќе обезбедиме и чиста вода, значи сите мерки ќе бидат променети и верувам исто така во нашите институции и министерства каде што се дадени документите, како интернационалната ревизија, дека не би стоеле за вакви документи и воопшто ако има и мал сомнеш дека нешто можно е да има ефект, а ние тоа да не сме го предвиделе. Се работи за повеќе годишна работа
теренски истражувања и секако сето е соучено, направено тука, сручено во нашите документи кои што се јавно достапни. Ги има и во хард верзија, ги имаме на веб страната, доставени се до соодветните институции, како што гледат и нашите соговорници, ги имаат, достапни се, може да ги разгледуваат. И за тоа сме и тука, им благодариме денеска што се тука да поразговараме за сето тоа што ги загрижува. Така, но активистите постојано потенцираат дека процесот се водел нетранспарентно. Тие велеа дека тајната се крие во деталите и вадеа своји аргументи и ставови зошто се против рудниците, токму велат дека се крие во студијата. Зошто сметате дека процесот беше нетранспарентен? Кои се вашите забелешки? Добро вечер, јас ако може, пошто сум представник на Екодолина од Ново село еколошко здружение. Јас сум, да се представам, Костадин Ристоманов, но во исто време сум и дипломиран градежен инженер и веќе 26-7 години работам во својата приватна компанија. Бидејќи се работи овде некој начин, еден дел е моја бранша, кај што таму копањето, браната, јаловиштето и така натаму, мислам дека се чувствувам повикан да го дадам моето мислење околу целата таа работа. И им благодариме на Евромакс што конечно дојдоа јавно овде пред камери, пред јавноста да ги сочиме нашите и нивните аргументи, па јавноста нека одлучи кој е во право и на крај крајава јавноста треба да каже дали ќе дозволи или нема да дозволи да има таков рудник. Но бидејќи сум математичар, јас не знам да правам политики или говори кои што ќе бидат не дефинирани. Јас сакам малку по-конкретно да ги разоткриеме нештата и да зборуваме тоа што е, а не нешто што не постои или нешто што е измислено. Значи вака, се до лани до пролетта проектот за рудник за злато Иловица Штука имаше превес на државна тајна. Лани парламентот ја симна таа наредба, но кога прашавме лично заменик министрот за животна средина Јани Макрадули, зошто се уште не ни се достапни тие документи, договорите, рече дека претходната влада дала обеќање дека заради тајноста на податоците не сака да го објават тој договор. Така ме обеќале на инвеститорите. Значи, до лани беше тоа државна тајна, но ние се уште не можеме да дојдеме до комплетната документација, поготово првичните документи врз база на кој што започнала целата таа приказна. Значи, првите базични документи ги нема никаде, а они се основа на кој што е изграден целиот тој мит околу рудникот за злато и Евромакс. Ова е Иловица. Значи вака, да сме најасно. Они се инвеститори кои што сакат својот капитал да го оплодат некаде кај што мислат дека ќе им донесе профит. Они добиле информација дека во околината на Иловица и Штука има количина на злато. На обично барање добија концесија за истражување, па и во продолжија со нивната работа и добија податоци такви како што се, некаде пишува 119 тона злато, сега е намалено за 50 тона, не знам што каде исчезнаа тие, но без да навлегуваме во деталите, значи нив ги интересира нивниот профит. Прашањето е на оние што не гледат и оние кои што живеат овде во која котлина, кои ќе ги трпиме последиците од нивното профитирање, што ние ќе добиеме во возврат. Значи треба да знаеме, они не дошле заради тоа што многу не сакат, за тоа што сакат да ни дадат на Иловица вода за пиење, почиста вода, дека ќе развиват земјоделието. Они дошли по профит да ни го земат златото кој Господ го има да оставено тука случајно или како се случило. Значи тоа е нивниот интерес. Нашиот интерес е да се бориме за живот или смрт, бидејќи отворениот коп на 1700 хектари, тоа е пола од огражден. Сега кој што го гледаме како шума, ние ќе го гледаме како голи, суголени ридови марсовски пейсажи.
ќе ни донесат илјадници тона на отрови кои ќе складират во една брана, највисока брана во свет од таков тип за чување на хидројеловиште. 276 метра висока брана. Колку што е браната повисока, толку опасноста е поголема од последици што може да настанат ако таа брана колабира или се случи, не дај Боже, нешто кој што не го очекуваме никој. Така да, загадувањето на подземните води, прашината, воздухот, почвата, се опасности од кои што нас ни е загрозен опстанокот. Ние не може да седеме мирни, ние немаме избор. Дали сега ќе загинеме во борбата или ќе ни се случи смрт од некои болести предизвикани од рудникот, тоа се прашање на неколку години. Ние немаме избор, затоа сме и против. Во однос на транспарентноста, јас би сакал да кажам дека многу е провидно тоа, многу е видливо дали вие бевте транспарентни или не. Вие не бевте транспарентни. Уште во 2012 година, првиот доказ дека не сте транспарентни, имате поднесено барање за студијата, односно за ова нетехничко резиме од 50 страни, врз база на која е донесена дозволата за ископ. Значи, таа студија ја нема. Дали не постои или е само тоа, ја нема. Потоа ви излегува од 2016 тие студии, во однос на транспарентност. Можем да кажем дека и јавните расправи, ќе ве прашам дали имате јавна расправа во однос на донесувањето на првиот договор за концесија. Ние никаде не можевме да најдеме. Многу пати ве повикувавме, никаде ни еден документ не извадовте, ни видеоснимка. Друго, јавните две мислам дека се јавни расправи во 2016. Дали мислите дека јавни расправи по 50-60 луѓе се доволно транспарентни и релевантни за едно такво чудовиште, таков огромен рудник со брана од најголема шеста поред за хидројеловиште во светот? Дали мислите дека вашите јавни расправи не беа јавни презентации? Тоа ги гледавме снимките, тоа беа јавни презентации со повикани луѓе и оние кои што дигнаа глас 2-3 не им беше одговорено на прашањето. Дали мислите дека ако кажете дека сте транспарентни, ако не ги извадите овие бројки овде, кај што пишува дека колку вар, колку оловен нитрат, колку цијанид, колку сулфурна киселина, колку хлороводна киселина на година, колку тони ќе се користи. Еве само дел од нив ќе прочитам. Например, сулфурна киселина имате 4368 тони годишно. Хидрохлороводна киселина 840 тони годишно. Се уште веќе почнавте пред неколку месеци тоа се за мене шпекулации, да зборувате дека ќе нема цијанид кој е во, но тоа зарем не треба посебна студија за тоа да се направи. Че народот веќе правите лажна слика дека нема цијанид и се е во ред. Не е во ред. Цијанидот е само дел од отровите кои што не сакавме да ги има. Цијанид, значи ќе има цијанид околу 1092 тони годишно. Значи и така натаму и така, да не ги бројам сите. Дали мислите дека е транспарентно ако кажете дека ќе има економски бенефит, а во вашата студија кажувате дека само локално ќе има? Дека нема да има никакво значително зголемено влијание на ниво на Македонија? Па на крајот на краиштата дали мислите дека 2% од цела откупна на ваква цена на минералот ќе донесе некој економски развој и од таа страна да ги погледнеме работите. Зошто сите, убаво што ги донесовте студиите вие сега, браво. Но ние ги имаме прочитано уште претходно и се разбира дека од тука ги влечеме информациите. Но зошто не кажете се што има во студиите? Зошто само на тој економски бенефит се фаќате? Ете, кажете го податокот дека ќе има сулфурна киселина 4500 тони, тоа е транспарентност. Ставете на вашата страна. Ставете ги и можните последици. Ставете ги сите милион реченици што има ќе биде, можно е. Значи тоа се предпоставки. Дали мислите дека сметате дека е транспарентно тоа што ќе кажете дека водата во Иловица не била за пиење? Па сега емисијата ако ја гледат, сигурно ќе ја гледат луѓе од Иловица. Знаете каков бес ќе предизвика господинот Гокул што каже? И вие, не знам кој каже, дека водата не била за пиење. 350 бушотини на вода од бунари и чешми за жива вода, значи за подземна вода, има само во околните неколку села доле, Радово, Турново и Секирни.
Да не зборуваме колку има низ цела котлина. И тие луѓе ја наводнуваат, си ги наводнуваат своите растенија, ги појат своите домашни животни од таа вода. Како можете да кажете дека водата не е корисна? Тоа е едната работа. Другата работа е водата што ќе ја донесете од Турија. Па зарем не мислите дека тоа ќе остави, ви требаат огромни количества вода? Тоа го знаете. Да, ќе ја преработувате водата, но на крајот тие сите отрови ќе останат пак во хидроеловиштето. Што има врска ако ја преработувате водата? Дали мислите, дали народот, треба да се запраша, дали народот мисли дека е доволно исплатливо да ја земете нашата вода, вие не живеете тука, нашата вода ќе ја земете и потоа, за да си направите бизнис, за да го извлечете злато и потоа ќе ни оставите сите отрови овде. Дали народот треба да се замисли дали е тоа исплатливо? Вода е во прашање. Значи тоа е еден ресурс кој ни го дава природата и ние не сакаме да го изгубиме по било која цена. Дури и 98% да остане профит за Македонија. Во однос на транспарентноста и на овие. Да ги одговориме прашањата едно по едно. Може да почне со транспарентноста Варшан, да имаме можност или на подолгиот лист од прашања да и ние одговориме нешто. So on the transparency, when we got involved in 2012, one of the first things we did to try and increase our transparency was we opened up an information center in the Ilovica village. Што се однесе до транспарентноста, кога прв пат започнавме во 2011 направивме многу за да го зголемиме нивото на транспарентност со тоа што во селото отворивме еден информативен центар. In that center, we provided all the documentation and we were open to any questions the community had for us. Во кој што ја ставивме на располагање целата документација и останаме отворени за сите прашања што можеат да ни се постават. Further to that, we did have our public consultations. I have photos here if you'd like to see them. Освен тоа имавме и јавни расправи, имаме и фотографија, ако сакате можете да ги погледнете. But over and above that, so that was required by law. Over and above that, the company, of its own accord, we had 2 open houses where we got the experts internationally at great cost to the company to come to Ilovica to explain to the community how the mine would work and what the impacts would be and how we've designed everything. Меѓутоа, освен тоа беа локалните барања, она што се бараше со нас од локалните закони. Многу повеќе од тоа што ние направивме и на собствена одлука, меѓутоа и на голем трошок на компанијата, е тоа што направивме две отворени канцеларии во кои што поставивме меѓународни експерти кои што беа на располагање на луѓето да им објаснат како ќе функционира рудникот, кои би биле евентуалните влијанија и така натаму. That is just, on the environmental. Overall, as a company, I want to add that, we are also subject to UK and Canadian and USA regulations. So apart from Macedonian regulations, we have to file every year under the ESMA rules in Canada how much money we are paying to the government, how much we're investing in this committee. It is a separate, fully disclosed number on our webpage. Освен тоа, сакам да кажам дека ние како компанија подлежиме и на законодавството и на САД, и на Канада, и на Велика Британија. И ние имаме обврска да поднесеме многу детални извештаи во поглед на тоа колку и плаќаме на државата, колку вложуваме во заедницата и сето тоа е представено во еден сеопфатен извештај. I think those are the key things. We could go on about our transparency, but I would say those are the key aspects. Borka, do you have anything to add? Имаме и комитет формиран. Значи тоа се главните работи што би можел да ги кажам во врска со транспарентноста, можеби Борка ќе додаде нешто. Не кажавте за државната тајна, зашто барате државна тајна да видам? Значи поставивме конкретни прашања, молам да одговорите. We have never requested for it to be a state secret. Никогаш не сме побарали тоа да биде државна тајна. Значи вака да резимираме, пошто јавноста го гледа. Значи вие сака да кажете дека вие не сте барали од нашата влада да стави државна тајна на договорот со Euromax Resources. Вие не сте барали. Нема таков документ, така?
Not that I'm aware of, no. Вие не сте барани. Ама значи не може да бидете несвесни и за многу други работи. Има таков документ, постои. За жал не го земав, ама утре ќе го има на страница. Ваше барање да договорот за концесија биде државна тајна, заради зачување на личните податоци на инвеститорите. Односно првата студија на која е издаден првиот договор. Could you clarify? I'd like to see a copy of this if possible, because as far as I'm concerned, Во ред ќе го поставиме утре на страница. Сега го немаме во моментот. Во ред. Го имаме постирано веќе на страница. And to the extent that I've been involved since 2012. I don't know what happened before that. Значи јас сум вклучен од 2012, не знам што се случувало. За кога година станува збор? За 2012 за 2011 година, студијата од 2011. Дури и да немате барање, еве да речеме немате барање поднесено. Каде е студијата? Од 2011 Од година. 2012 година е оваа компанија вклучена, Euromax, така и ви кажа Варшан. Добро, и на основа на што имате вие добиено договор за концесија за ископ? На основа на што, на кој документ го имате? Имавте ли јавни расправи? Одговорите на тие прашања? Ние може да зборуваме значи за Euromax, за оваа состојба сега. И зборуваме за тоа. Мислам да одиме во такви детали пред 2012-2011, како било ова е од 2004 проект. Вие мислите дека е детал тоа што нема оцена за влијање на животна средина, немате? Еве студијата. Значи ова е за проектот. Ма вие имате проект добиено во 2012 година. Значи првата дозвола ви е дадена 2011. Вие немате врз основа на кој документ е дадена тоа мислите дека е детал? Тоа е првото зло е тоа што е одобрена таа студија. Добро да им дозволиме да ни дозволите, значи сакаме да зборуваме за овие документи, за овој период кога ние сме вклучени во ова од 2012 наваму, иначе самиот проект точно е, се согласуваме со вас, почнате од 2004 година со истражни работи, значи во тој период биле можеби сменети работите, било поинаку, меѓутоа како што ви кажа Варшан, ние не сме одговорни или свесни за некакви барања од компанијата во кои се бара да биде проектот државна тајна. Апсолутно не сме државна тајна. Еве ги студиите, се во нашата документација ставено. Ова е базирано на истражувања од тој период дадени, бројките се и параметрите дадени врз база на тие истражувања. Во сите анекси е дополнето како е направено, со кои инструменти, во база на кои параметри за проектирање, кој бил тимот, кој стои зад ова. Вие исто така би било убаво да кажете од каде ви се изворите, кои истражувачи ви кажуваат факти дека ќе има загадување, бидејќи ние кажуваме нема да има и стоиме за тоа, не само ние како тим на компанијата, туку стои тимот кој работел како надворешни, убаво е да ги кажете изворите како докажувате дека ќе има загадување. Ние го тврдиме сосема спротивното и гарантираме за тоа, значи со подписи и веруваме во нашите институции кои ова го разгледуваат. Не само нашите институции, туку и надворешните ревизори, како што рековме. Во однос на транспарентноста да се вратиме назад, покрај инфоцентарот и отворените јавни денови, беа повикани со повик жителите да дојдат. Тие што беа заинтересирани во тој период да дојдат, беа дојдени. Имаме и фотографии, како што ви покажа Варшан. Може да ги погледнеме тие фотографии. Јас сум сигурна дека овде има повеќе од 2-30 луѓе. Да, има 5-6. Па, мислам дека има и повеќе од 50. Тоа е доволно да се одлучи. Видете, ова се докази дека сме имале јавни расправи, не само една-две, имавме еден долг процес на запознавање на населението по различни групи, бидејќи доаѓа и по 80 и по 100, каде што не ги собираше во просториите во Иловица училиштето да дојдат. Сите кои што го употребуваат просторот, кои што делуваат на просторот, како собирачи на печурки, собирачи на дрва, луѓето кои што имаат и мало парче на земјоделие од страната на Иловица и Штука, па и сопствениците кои што не се активно присутни од општината Ново село, беа повикани во Ново село. На јавните студии пак за животна средина исто така беа повикани луѓе. Тоа е доброволна активност. Ние не можеме да натераме некој да дојде ако не е заинтересиран. Повиците биле јавни. Иначе носител на самиот процес
за оцена на влијание врз животната средина и јавната расправа е нашето министерство. И тоа си одржа своји јавни расправи повици. Меѓутоа, ние и повеќе од тоа направивме, си имавме своји отворени денови. Исто така имаме формирано Комитет за односи со јавноста, Public Liaison Committee, во кој членуваат луѓе и од Иловица и од Штука, и од Сушица, односно од Ново село, и од Струмица во периодот. Тоа тело брои преку 25 членови. Тие беа редовно повикувани на месечно ниво, неколку пати до сега, може би десетина пати од 2016 наваму, од кога ни е извадена студијата, да за секој детал и грижа отворено разговараме на состануците. Како тоа го пренесуваат, верувам дека во најпозитивна смисла го пренесуваат на населението и доаѓаат грижите. Треба луѓето да дискутираат. Ние сакаме да бидеме дел од заедницата и отворени сме да разговараме со сите. Сите можат да ни пристапат и може да дојдат или во канцелариите, или во инфоцентарот, или да ни се обратат по телефон. Ние исто така ги известувавме редовно, не само жителите, значи без разлика дали се имаме група на млади, група на повозрастни, група од едукација и така натаму, да доаѓаат и да разговараат за изделот за животна средина и за нашето влијание економско и за работните места со нас. Значи, сето тоа се документира и се праќа во извештаи до нашите инвеститори. Ние сме задолжени тоа да го правиме. И сакаме да го правиме, бидејќи сакаме да сме дел од заедницата. Ние сме еве тука со вас да поразговараме, не само со вас преку медиумот, ние сакаме да допреме и до заедницата. Посебно до Иловица и Штука, бидејќи развиваме и лични пријателства тамо. Ние сме долгогодишно присутни тука. Рудник да се отвори од 2004 започнување до 2018, тоа е 14 години. Значи, сериозна работа стои за ова, сериозна група на луѓе стои за ова. Треба да ги кажеме фактите со аргументи, со доказ. Би сакале да ни кажете, не од нашата студија, дали вие изработувате студии, кои се вашите референции истражувачи кои што вас ви ги даваат податоците за да кажете дека ќе загадуваме. Ние децидно кажуваме дека нема да имаме загадување, дека нема да влијаеме, дека земјоделието и рударството, нашите постоечки рудници го покажуваат тоа во Македонија. Работат според и нашите стандарди. Кога би имало некакво загадување, тие веќе би биле затворени. Ние имаме 4 активни рудници за металични суровини, кои што работат според нашите стандарди, се контролирани од нашите институции. Преку 12.000 луѓе работат во индустријата за рударство. Ние мораме да го респектираме тоа. Значи, тие луѓе работат во безбедна средина и нашите институции тоа го контролираат. Значи, треба да разговараме за факти. Ние фактите ги донесовме. Добро, тогаш прашањето би било кои се според вас тие најголеми ризици кои што сметате дека ќе постојат доколку се отвори рудникот Иловица Штука и еве од каде ги црпите информациите за потенцијалните ризици? Сакам на вториот дел од прашањето да одговорам. одговорам. Колегата не повелете. Значи вака. Ние не ви одговориме Директно за прашање. цијанидот. Горе. Може ли само за Имам цијанидот? прашање за тоа, може ли? Директно прашање би сакал вие да ми одговорите. Копањето на руда, ова вие што го заговарате да го работите, во која од категориите на индустријски објекти спаѓа тоа? Г1, Г2, Г3, Г4, објаснете што значи по дефиниција спрема нашето позитивно законодавство. Во која група спаѓа? Во Г1 тешка индустрија. Тешка што? Тешка? Загадувачка. Загадувачка Загадувачка индустрија. индустрија. Значи, не сте вие у Б4 или не знам А1 и така. Значи, во најтешката загадувачка индустрија сте вие. Од каде наши податоци? Значи, не сте вие колективно домување, туку имате тешка загадувачка индустрија. Второ, ако ја одсечеме шумата 1670 хектари шума, ако одсечеме, шумата се зеленилото се нашите бели дробови. Тоа нема да влијае воопште на квалитетот на воздухот околу и нема да има недостаток на кислород. Не значи тоа загадување, не значи намалување на квалитетот на живење. Не е загадување. Кога таа шума ќе се одсече, ќе се соголи тој хумусниот слој и кога ќе почнете да копате надолу барајќи ја рудата, од сите дождови кои ќе ги мијат околните површини,
водата ќе се слива во подземните извори. Вие ќе ја откриете на површината на површината ќе откриете слоевите кои што милениуми били покриени и не били во допир со воздухот и со водата. Сега таа вода ќе ги испере сите оние составни елементи што се отровни внатре, стронциум и не знам, колегата има повеќе податоци. Ќе се исперат арсен и не знам што, ќе се исперат од околните ридови и постепено ќе навлегуваат во подземните води и после тие ќе се појават дури на врвот на Беласица да ги пиеме. И тоа нема да биде никакво загадување. Значи нема да има никакво загадување при минирањето прашината што од тие се вибрации кои ќе подигнат таа статичка прашина, ќе претворат во динамички елемент и ќе се расшири по ружата на ветровите и целата котлина и тоа ќе се наталожи на сите површини, ќе дишеме тие ситни честички и тоа нема да има загадување, значи нема ние податоци. После понатаму. Вие ќе работите со индустријска пена да растворите металите за да може да добиете тој вашиот бакарен, тоа е концентрат. Таа индустријска пена е пена, шлак пена за торта или внатре има киселини кои се разорни, кои што треба да го разорат елемент, почвата и карпите. Значи агресивни елементи. Од каде? Под вашите студии пишува колку тона, преди колегата кажа колку тонови вие ќе користите од тие, а не благо растворени били и били растворени до тој степен, не повеќе голема концентрација од оние во домаќинството. Па и во домаќинството на ХЦЛ пишува дека е отров. Значи вие ќе искористите огромна количина, но поента е од тоа што кои се сталожат сите фини елементи заедно со нив ќе се сталожат и киселините ќе останат во почвата. Ќе ни останат во спомен на вашето работење, ќе ни останат во наследство на идните генерации и што правиме после 50, 20, 30 години, ако до тогаш не колабира брајаната. Што ќе правим с тие отрови? Ќе ни оставите во наследство. Ќе земете златото, ќе профитират вашите кутри инвеститори кои што сигурно сон не ги фаќа заради нас, па не може да спиат мирно, па сакат нас да не развиваат тука. Значи и така да не сакам да зборувам за опасностите од браната која што е најголема брана во свет, а вие немате ниједна изградена од таков тип. Значи на математички многу лесно ќе докажеме ние дека таа брана ќе биде стабилна. Јас тоа го работам, јас имам работено такви проекти, иначе немаше да имам такво звање. Но таму има и нешто друго. Таму пишува ризиците се поголеми колку што е поголема концентрацијата на отровите, колку што е поголема количината на течностите се чува, колку што е поголема повисока браната, ризиците се огромни. Знаете ли вие дека сите брани што колабираа, сите брани кои што направија хаос, сите имаа уредна техничка документација и сите беа ревидирани проектите беа одобрени од властите и сите беа во ред. Но нешто секој пат ќе тргне наопаку, затоа што се што е изработено од човечка рака има шанса да оди таму во непредвиден правец. Какви се гаранциите? Како ние мирно ќе спиеме под една таква чудовишна брана? Последиците се катастрофални. Ако се излее таква количина во плодното струмичко поле, за секој пат тоа нема да биде веќе, тоа ќе биде пустина. Населението ќе биде физички уништено, плодните површини ќе бидат неупотребливи за секој пат, населението нема да живее. Тоа се нашите откаде изводи. За да оставиме простор. Значи зборуваме на предпоставки без изработена студија, да. Нека се искаже, па ќе ви оставиме простор. Госпоѓо Борка, или не сте прочитале студијата или лажете. Зошто го зборувам тоа? Затоа што од вашите, ние не изработуваме студии, мене тоа не ми е работа, но имаме луѓе, имаме свест, имаме ум да прочитаме и да знаеме што значи тоа. Значи, во однос на тоа од кај ни се информациите, па од вашите студии ни се информациите, како досега тоа не го разбравте. Година и пол го трубиме тоа, дека се од вашите студии. Во вашата студија оценка за влијање на животна средина за проектот Иловица на 211 страна пишува вака: предвидени промени во квалитетот на водата во река Јазга кај Зафатот.
ќе ги само најдрастичните ќе ги прочитам, затоа што тие се навистина драстични, а и другите се со зголемени параметри. Алуминиумот од 0,2 милиграми на литар, после 57-та година, по создавањето езеро во Копот, цитирам, и ќе биде на 9,3 милиграми на литар. Што ни треба повеќе ние да истражуваме? Арсенот од 0,01 оди на 0,013. Бакарот од 0,1, односно 2, оди на 23 мерни единици. И тоа ви е во студијата обележено со црвена боја. И јас не знам како се дрзнувате да ги носите овие работи, кои тие се најголемото оружје против вас. Манганот од 0,05 оди на 0,84. Цинк од 0,074 оди на 5 мерни единици. И како можете да кажете дека после ископот ќе биде, нема да биде девастирана природата, ќе може земјоделство да произведуваме? Зошто во рудникот има направена една студија од една, мислам дека е професорка сега, се вика Билјана Балабанова. Има направена студија за колкаво е загадувањето од рудникот во опсек од, мислам дека беше 400 километри, за рудникот Бучи. Значи, студија од 100 страни. Сериозна студија. Во таа студија имате зголемени параметри на сите тешки метали. Од мовот, од лишојот и од гредите кои се подкровните греди. Како параметри за најрелевантни параметри. На професорот Стафилов има едно рангирање по опасност според постојни податоци. Излезе една информација, студија пред еден месец, на која информација, односно студија, Бучим, рудникот Бучим е на трето место по загадување од сите 16. Охис, Злетово, Бучим, Лојане, Саса е тука, Силмак, Тораница, Макстил, Злетово, Рек Битола, Фени индустрија и така натаму да не ги. И сега вие зборуваме за луѓе кои го посветиле, нели, животот на науката и го вадат ова истражување, сето официјално со сите закони како што сакате вие, како што милувате да кажете. Сега ние мислите дека што сме ние, глупи сме, будали сме ова да го занемариме како факт? Мислите дека ќе не излажете, мислите дека ние не знаеме што се тоа големи светски корпорации кои што по секоја цена го обидуваат населението? Каква соработка со населението имате вие? Мислите вие дека не знаеме дека ние по секоја цена сте дојдени и сте рака продолжена на корпоративниот капитализам и по секоја цена сакате да го земете златото и тоа што ќе остане овде, знаеме дека не ве интересира, но ние сме тие кои треба да живееме. Вие сте од Македонија исто така. Вие јадете храна од овде. Зарем тоа не ве замислува малку повеќе? Зарем не знаете да се... Добро, да ги оставиме на... Sorry, I had to make notes because there were quite a few questions. Имаше доста прашања што беа покренати и мора да водам прибелешки. Okay, so first point on the forestry. Како прво во однос на сечењето на шумите, we acknowledge that we will be removing a part of the forest, but in consultation with the forestry management company, we are funding and will be replacing that tree in another area in accordance with the forestry management company's ongoing 5-year plan. Значи признаваме дека ќе исечеме дел од шумите, меѓутоа во консултација. To give you an idea, that will cost us $4.5 million to replant those trees. Со друштвото кое што е одговорно за шумарство, ние ќе насадиме на други места шуми со кои што ќе компензираме за оној дел што ние ќе го исечеме. So the net impact will be zero on the forest. И на тој начин нето влијанието ќе биде едноставно практично нула. On the flotation reagents, we've had a discussion and we're providing it's called MSD sheets, which breaks down the composition of the reagents that we will be using in the flotation. Што се однесува до реагенсите што се користат во процесот на флотација, имаме изработено безбедносни листи со информации за сите
состојки и даваат еден расчлен преглед на се она што влегува во тие реагенси. We are happy to provide this to anybody, but we are going to provide comparisons because the composition of that is no more worse than the detergent you will find in your kitchen. И со задоволство ќе им ги ставиме на располагање на сите тие што сакаат да ги погледнат, меѓутоа денес само ќе кажам чисто за споредба дека состојките во сите тие реагенси се состојки што ги наоѓате во обичните детергенти. We then touched on the dam. The dam, the construction, the design is used internationally. There are specific examples of this type of dam and this type of construction in Ireland and Sweden and in Turkey. Што се однесува до самата брана и како таа е проектирана, има конкретни примери на вакви брани од ваков тип што се изградени во Ирска, Шведска и Турција. Mr. Ursumanov is correct. I haven't built a dam before, but that is why we are getting world-class contractors to come in and build the dam. Имате право, јас лично Who have built it elsewhere. Изградиле таква брана, меѓутоа за тоа имаме ангажирано и повикано светски искусни експерти кои што ќе работат на изградба на браната. On the water table, the table is correct in that it outlines and it shows what the composition of the water would be. What is slightly misleading is so we've acknowledged that will be the composition of the water. So how do we make sure it does not that does not go out into the community? So all the water and with those will be recycled in the plant. We are a zero discharge water facility. So all of that water will be recycled within the plant itself. Што се однесува до табелата во кој што е прикажан составот на водата после одреден период на експлоатација, тоа се точни бројки до кои што е додени со нашата студија, меѓутоа знаејќи го составот на водата по период на експлоатација, она што ние го направивме за да бидеме сигурни дека ништо од тоа нема да се излее во заедницата, е начинот на кој што функционираме, а тоа значи дека целата техничка вода ќе се рециклира во самиот процес на производство. And we've even added capacity to that to the extent there is an accident and there is a seepage out, we have a dam designed to capture that water before it touches any part of the agricultural land or any part of the water table. И за да бидеме уште посигурни и во евентуален случај да дојде до излевање на дел од таа вода, ги изградивме тие таложни езера што ќе спречат водата да допре до земјоделското земјиште. I think the final discussion or question was around a study conducted on Buchem. I do not run Buchem. I can't comment on the impacts of Buchem. However, мислам дека последното прашање беше во врска со студијата изработена за рудникот Бучим. Јас ниту раководам со тој рудник, ниту можам да коментирам за таа студија. However, I can comment that this is a modern mine that's being built safely and responsibly. Our studies do not show the same impacts of Buchem. Меѓутоа можам да кажам дека овој рудник е еден современ и безбеден проект кој што според нашата студија ни оддалеку нема да предизвика такви негативни влијанија како што е во случајот на Бучим. As an overall comment, though, on all of this, I would like to say that, as per the law in the country, as soon as we start operating, we will be establishing a rehabilitation fund that will reach €30 million. 30. И што се однесува до законите во Македонија, веднаш штом ќе отпочнеме со работа, ние ќе издвоиме еден фонд на средства од 30 милиони евра. To the extent there's something that happens that our experts haven't identified, we haven't identified, the mine will immediately shut, and that €30 million will be available to rehabilitate and make good on any impact we've had. За во евентуален случај да дојде до нешто што ние не сме го предвиделе, ниту нашите експерти не го предвиделе, рудникот веднаш да биде затворен и тие 30 милиони да бидат искористени за санација на сите евентуални негативни последици. Is that okay? No, that's not okay. Totally not okay. Не, 30 милиони долари зборувате за 30. I meant in general, I didn't mean on that. In general also it's not okay. Okay. Значи, вие зборувате за јас во говорот на вашите тела гледам дека вие не сте убедени во тоа што го зборувате на прво место.
Затоа што не просто кажувате некои работи кои што се презентација, а не да не влезете во суштината на работите. Просто го немате тоа, го гледам. Го нема. Другата работа. 30 милиони долари, мислите дека ќе се доволни? Ке имаме можност за тоа, не ја оставивме воопшто простор на Борка, да не упаѓаме во зборот, нели? Добро, вие сега ми упаднавте во зборот, сакам да кажам дека... ама не оставивте простор, нели? Ви оставив на двајцата да зборувате, воопшто не се завршиле. Во ред, повелете. Се извинувам. Ние сепак ви благодариме што длабоко ги проучувате нашите документи, дека вашите ставови и аргументирате во однос на нашата документација и навистина го почитуваме тоа што сте ги проучиле повеќе и од технички аспект како господинот Ристоманов и за браната и за хидроеловиштето. Затоа и велиме дека тоа е доказ дека сме транспарентни. Натре се ставени во најконзервативен поглед примерите што би можело да се случи и каква мерка превземаме за да тоа не се случи. Значи, околу река Штучка, тоа е случај што би можело да се случи. Меѓутоа, ние ќе го извадиме коритото на реката, ќе оди надвор од концесискиот простор и како чиста вода ќе продолжи по долниот тек. Значи, тоа е транспарентен начин од наша страна што би можело да се случи во случај ако не ја примениме мерката за ублажување, односно за намалување на секакво влијание врз животната средина. И за тоа стоиме и ние како вработени, ние долгогодишно сме тука присутни, меѓутоа и сите луѓе кои што учествувале. Тоа е една подолга листа од преку 30 луѓе кои што го правеле истражувањето. Во однос на воздухот, бучавата и вибрациите, исто така неколку години е испитувано и на терен од експертите со инструменти и со техники кои што се најмодерни за да се утврдат влијанијата. Тие влијанија потоа се ставени во софтвер кој моделира како нашите влијанија до каде ќе стигнат. И истото го проучувате вие во нашите документи. Тоа е најотворено и најискрено ставено тука, за да може секој да го прочита. Може би нивото и јазикот е доста комплексен на студијата, тоа е нашата негативна страна малку на самиот документ, меѓутоа мораше да ги задоволиме интернационалните барања и нашите ревизори, како Европската банка за обнова и развој и ревизијата која мора да оди од странска компанија за да тоа го потврди. И таму работат уште толку експерти, дупло повеќе од нашата листа кои што се тука подпишани и стојат зад податоците, кои велат дека нема да има влијание и загадување и мерките кои што ќе се применат ќе ги задоволуваат интернационалните барања. Ние стоиме зад тоа. Нашите документи се тука и е убаво што заеднички ги читаме, ги разгледуваме, што ви се дадени на увид. Ние имаме и други документи кои што се тековни месечни репорти, кои исто така би можеле да ви ги дадеме на увид во однос на квалитетна вода, на почва и така натаму и подземни води. Исто така било кој да дојде може да ги прочита и да види што мериме и како мериме, да ги посети нашите лаборатории. Имаме лабораторија за животна средина, имаме лабораторија за метеорологија и лабораторија за геологија, каде што се сместени инструментите со кои тековно мерил и мери нашиот тим, бидејќи секако тоа е и барање за интернационалните инвеститори и за нашата компанија, начелата на нашата компанија. Меѓутоа сметаме дека ова треба да биде еден модерен рудник и стоиме за тоа. Greenfield проект кој ќе покаже како треба ваквите проекти во Македонија да се развиваат и дека треба Македонија да оди напред со економијата и индустријата, иако господинот Ристоманов се согласувам со него, представува тешка загадувачка индустрија, ние мораме да ја подпомогнеме економијата во нашата држава и на нашите институции и истражувањето од страна на финансискиот дел, Варшан ќе ви потврди, ќе допринесе 3% да бруто националниот доход порасне само од овој проект. Иначе овој проект е инвестиција која што е во посамостојувањето на Македонија, најголема инвестиција во Македонија. Значи, не се работи само за инвестиција и корпорација која доаѓа, ние сме тука со вас седнати, ние не сме странци, дојдени сето тоа да го направиме. Нашите луѓе, македонци, ќе работат тука, ќе добиваат средства за живење, наместо да емигрираат.
Ние сакаме да ја помогнеме нашата економија и го правиме тоа на транспарентен начин со параметри. Пред малку сакавте да зборувате за цијанидот. Зошто е промената технологијата на флуктуација на рудата и што ќе се користи како замена на цијанид, бидејќи тоа многу полемики во јавноста отвори? Да, прашања отвори, се согласувам, многу непознаници. Varshan, would you like you to answer for about cyanide? You can start and I can... Orca can fill in the gaps. We have removed cyanide from the process. We are only doing a flotation and producing a concentrate. Значи го отстранивме цијанидот од целиот процес, ќе вршиме само флотација и ќе произведуваме концентрат. We initially proposed cyanide because there was an opportunity to produce Macedonian gold. На почетокот предложивме употреба примена на цијанид затоа што сакаме да произведуваме македонско злато. That Macedonian gold would, as per the law, be sold to the National Bank of Macedonia so that it could bolster its reserves. И согласно законите, тоа македонско злато ќе требаше да се продава на Народната банка, која што на тој начин ќе ги дополнуваше своите резерви. However, you can't do that in isolation. You speak to the community had concerns over cyanide, so speaking with our shareholders, and it was with their blessing or their approval that we've removed cyanide because they want to be responsive and supportive of the community concern. Меѓутоа тоа не беше одлука што можевме сами да ја донесеме, разговаравме со заедницата и врз основа на нивната загриженост се обративме и до акционерите и со нивен благослов, со нивна дозвола го отстранивме цијанидот од процесот. Porca, anything to add? Значи не предвидуваме, не даваме никаква нова технологија. Се отстранува само тој дел каде што беше предвидена мала фабрика каде што ќе беше употребуван цијанид и сулфурна киселина. Значи нема ниту сулфурна киселина повеќе, ниту цијанид. Во процесот на обработка на руда, ние ќе доаѓаме до полуконцентрат на бакар, значи не се работи за рудник на злато, туку на бакар и многу мал процент на злато. Технологијата е класична флотација со модерна процесна линија, која што ќе работи како и во други рудници на западните земји. И буквално нема ништо ново, едноставно го слушнавме гласот на народот, разговаравме со луѓето, со заедницата и сакаме да бидеме партнери во заедницата. Не сакаме да чувствуваат грижа заради тој процес и тоа е едноставно директниот одговор. Во согласно со нашите инвеститори го потврдија управниот одбор и директорите, иако тоа ќе донесеше бенефит за Народната банка, ние сметаме дека е подобро да нема таква загриженост, да дојдеме до еден производ кој што ќе биде одржлив економски за производството во рудникот, а да не произведуваме злато со цијанид, и тоа ќе се потврди понатаму во нашите документи, кои што се во моментот на ревизија, ќе ни биде даден одговор како нашите документи да ги дополниме и проактивно работиме со институциите и со заедницата исто така, за да тоа го кажеме транспарентно, отворено, биде внесено во документите. Тој процес се уште трае, иначе писмото како јавен документ доставен од институциите дека ние се откажуваме официјално од цијанидот и сулфурната киселина, односно делот на фабриката кој што беше предвиден во првичните проекции на проектот. Однос на објаснувањето за цијанидот. Значи, јас може да ви кажам дека вие многу ги извртувате фактите, кај нас се вика лажете. Прво, сега оваа емисија оде на локална телевизија и не верувам дека бившиот гувернер Богов се слуша, како се вика, гледа емисијата. Но ако ја гледаше, сигурно убаво ќе се насмееше, бидејќи тоа злато вие не беше планирано за нашата Народна банка. Знаете Royal Gold која фирма е и по колку вие имате договорено да откупува златото. Тоа треба да го кажете пред гледачите. Немој да лажете. Прво. Второ. Дали вие имате официјално добиено одобрување за промена на вашата технологија? Кога, со кој документ и дали некој тоа ви го одобри? Тоа се вика промена или измена во текот на
развој на проектот. Кој ви одобри, кога, кој документ, број, технички број, која институција, тоа сакам да знаеме, или тоа е само транспарентно вака пред гледачите за да бидете само поени. Не е точно дека е тоа направено. Кој ни е доказал дека вие навистина нема да користите цијанид? Немате таков доказ. Еве да одговори на прашање. Така ти гостам. Okay. Sorry. So the transaction Mr. Rostmanov is mentioning is a transaction we did with a US company called Royal Gold, who have been part of making sure that these things, our studies are done to international standards. Значи, нашата соработка со фирмата што господин Христоманов ја споменува, тоа Royal Gold, беше само во насока и тие да ни помогнат да дека документацијата што е изработена во рамките на проектот е во согласно со меѓународните стандарди. The way that transaction work is we are entitled to sell the gold to who we need to sell the gold to. И според таквата договорена трансакција ние имаме право физичкото злато што ќе го добиеме да го продадеме кому сакаме. Which would have gone to the National Bank. А ќе отидеше во Народната банка. Како ќе одиш? Кој договор има? Кој договор има? All of the gold doré would have gone to the central bank. Дали имате договор за тоа? It's the law. It's in the minerals law of Macedonia. Тоа е во законот за минерални суровини на Македонија. So what then happens is once we sell the gold, we then have to repay Royal Gold in cash, not in gold, in cash, to pay them back the debt that they provided us to build the mine. Како таа трансакција беше предвидена, откако ќе го продаеме златото, ние ќе моравме повторно да и платиме на Royal Gold за да го вратиме долгот што тие ни го позајмија за да го работиме рудникот. Royal Gold, together with our lawyers, our local lawyers based in Skopje, reviewed the agreement to ensure that we were not out of compliance with the minerals law of Macedonia, to ensure that the gold can be sold to the National Bank. И Royal Gold како друштво и нашите адвокати, локалните адвокати во Македонија го разгледаа договорот за да осигурат дека тој на ниеден начин не представува прекршок на националните закони и дека златото може да се продава на Народната банка. I think the second part of the question was about our documentation around not using cyanide. Мислам дека вториот дел прашањето се однесуваше на документацијата со која го подкрепуваме нашата одлука да не користиме цијанид. The EIA we submitted has had its compliance report issued and has been gazetted. It's been put in the paper, it's public. Делот од нашата студија за влијанието врз животната средина има извештај за сообразеност со законите и тоа е веќе објавено и во службеното гласило. We have, following that, we have been listening to community concerns and we are working constructively with the Ministry of Environment. Потоа ги сослушавме локалната заедница и населението и работевме конструктивно со Министерството за животна средина. To provide an amendment, an annex to that agreement, to the EIA that will confirm that we will not be using cyanide. За да составиме еден анекс кон студијата на влијанието врз животната средина во кој што ќе се обврземе да не користиме цијанид. Стојан Павели. Во ред, во однос на тоа што зборувате дека цело злато ќе биде продадено на Македонската Народна банка, ќе биде дадено, продадено, како не разбрав. As per the law, it will be sold to them and the price will be based on an international price. Добро, колкава е заработката на таа основа ако користите цијанид и сулфурна киселина и ако биде продадено златото на Македонската Народна банка и колкава е заработка? Значи колкава би била заработката ако се случеше тоа да македонското злато биде продадено на Македонската Народна банка? И сега колкава е заработката, зборувам за нашата држава, ако ги изфрлите цијанидот и сулфурната киселина, како што тврди тие, тоа е едното прашање.
Другото, ќе ги поставам. Другото прашање е колков процент на бакар, злато и сребро има таму и колкава е вредноста, пазарната вредност на сите три, поединечно за сите 23 години. Затоа што тука зборуваме нели за рудник за бакар, а златото е малку, ама златото може малку повеќе да вреди од бакарот. И третата работа што сакам да ја прашаме, имате ли вие поднесено некаде, работите ли на затоа што не е мала работа да смените цијанид и да нема и сулфурна киселина? До сега тврдите дека ќе нема цијанид, сега во прв пат го слушам дека ќе нема ни сулфурна киселина. Јавно така, во однос на транспарентноста ги немаме примерно тие информации. Ќе ви објасниме. Добро. Значи, дали не треба да работите веќе на подготовка на некаква студија? Работите, инаку дали е одобрена? Што е процедурата? Дали треба јавни расправи и така на. Не е мала работа да смените процедура во еден толков. Да, во право сте, така е. Еве Варшан ги почна да ви одговара додека му преведувачот. Претходно зборував за река Јазга, не за река Штука, но права сте и за река Штука и за акумулација иловица има параметри кои се зголемени на тешки отровни метали. Ќе одговориме за река Јазга. Да. Само сакав да ви кажам дека не е само. Да, видов дека зашто читате, меѓутоа да не ве коригирам, нели борете по право сте, тоа стои во студијата, ние го почитуваме. Тоа што го читате, чисто да ви дообјасниме. Може да ви одговорам во однос на сулфурната киселина и цијанидот, значи во самиот процес за цијанидот беше и сулфурната киселина, таа не се употребува во оној дел за флотацијата. Со самиот процес на отфрлање на цијанидот нема да се употребува ни сулфурна киселина, значи тој процес нема да се употребува. Проактивно работиме со Министерството за животна средина како документацијата да ја дооформиме и да им биде доставена. Тие ќе ни одговорат за јавните расправи, кои ние би сакале да ги имаме, бидејќи веќе го кажуваме тоа во јавноста за цијанидот и за тој дел од процесот. И сме подготвени нормално да имаме јавни расправи и да ве поканиме да присуствувате. Истото, како што претходно сме дискутирале на некои состаноци, го објаснуваме и за рударскиот проект. Тој се наоѓа во Министерство за економија и таму треба да биде внесена промена. Значи, во право сте, убаво го знаете процесот и ви одговараме најотворено дека и тој документ ќе биде изменет. За да биде официализиран и подпишан, да добиеме решенија од двете министерства. Значи, се надеваме дека ќе повикаат на јавни расправи. Значи, ги изработуваме документите, тој што е за рударскиот проект го изработуваат исто така професори кои што учествувале на претходниот проект и надворешни и домашни. Значи тоа е процес кој што ќе трае подолго. Ние не ги имаме добиено документите, дозволите, нормално значи се изработува прво, ќе има јавни расправи, па потоа ќе добиеме одговор од крајни решенија од министерствата. Ние сме проактивно во комуникација со работните групи каде што овие документи припаѓаат во тие оделенија да детектираат како тоа точно да го направиме и како да биде процесот на јавни расправи спроведен. Значи нема да добиеме решенија, веруваме, пред да има јавна расправа. Еден вид на јавна расправа е и ова со вас денеска, каде што ние јавно го кажуваме отворено. Второто прашање беше, предпоставувам, за Варшан. Така, го пробивме многу рокот. Уште по едно прашање. Завршете, господине Варшан, за да може... I'll be brief. In terms of the revenue split between copper and gold, it's now 60% copper and about 40% gold. Што се однесува до соодносот на приходи од бакарот и од златото, 60% отпаѓа на приходи од бакарот, 40% од златото. In terms of the profit, silver is a very small part. It might be, 1% or something. It's small. Среброто многу мал дел, може би 1%. The main, yeah. In terms of the profit from selling the gold to the National Bank would be the same as selling it internationally, right?
Што се однесува до заработката од продажбата на злато на Народна банка, тоа би била иста заработка како и да се продава на меѓународно ниво. The important thing for us is that by selling it to the National Bank, we will be getting Macedonian denars, which we will need to pay our labor force. We have 500 employees, so we need that denar to pay them. Поентата на продажбата на Народната банка е што таа продажба ќе добиеме, за таа продажба би добиле македонски денари кои ни се потребни да ја платиме нашата работна сила. Имаме 500 вработени и очигледно потребни ни се денари за. So it doesn't impact profitability. I mean, but it's more about the currency. And then just to add, as we're talking about that, don't forget that this project will increase exports by about 300 million euro a year from Macedonia. И не се работи толку за заработката, колку што се работи за практично валутата што ни е потребна. И само уште да додам, да потсетам дека со овој проект ќе се зголеми извозот на Македонија во голема мера. Јас би сакала да сублимирам уште неколку прашања кои што беа многу битни во изминатиот период, што по завршувањето на проектот, кој ќе го менаџира хидроеловиштето, колкава сума има одредено за тоа и дали тие пари ќе бидат на некој начин доволни за во случај да има одлевање на тоа хидроеловиште. И исто така многу е битно и за гледачите, но и сигурно активистите имаат да кажат своји ставови во врска со што доколку доаѓа до одредени пукања на браната, бидејќи тоа сепак е помалку и во рацете на природата. Дали тие 30 милиони долари или евра, не ве следев добро, би биле доволни да се покрие една таква штета? The rehabilitation. What will be after the closure of the mine? Yeah. What is the plan? Who will manage the TMF? Кој ќе го контролира сето тоа, нели? We talk about a 20-year life of mine, and we also talk about a 23-year life of mine. Зборуваме за 20 и 23 годишен животен век на рудникот. And the confusion there is because the 20 years is operation and then 3 years of management and maintenance to shut down the mine properly. Може би забуната да доаѓа таму што се работи за 20 години експлоатација, а 3 години на одржување на ловиштето по затворањето на рудникот. The 30 million that we would have put up front to the, as we expect, nothing will go wrong, so we're at year 20, there's still 30 million euro. That 30 million euro will then be spent 10 million per year over that 3-year period. Да, значи не очекуваме меѓувреме ништо да се случи, меѓутоа тие се однапред издвоени за во секој случај. Доколку не се случи ништо лошо како што не очекуваме, тие 30 милиони ќе бидат делумно искористени по 10 милиона секој од тие 3 години по затворањето. The majority of those funds will be going to revegetate the embankment, the slope of the dam. So it will end up looking exactly the same as the surrounding hills. И најголемиот дел од тие средства ќе биде искористен да се рекултивира насипот и да се врати во првиотната состојба пред почетокот на работа на рудникот. In fact, that's also part of the design. We've made sure that the slope of the dam, which is not a wall, it's a slope. Значи тоа е исто дел од проектот, ние не планираме да градиме брана, се работи за насип. Is consistent with the hills around it. So it will not be, you wouldn't be able to see it. Or it would be camouflage. Кој што сосема ќе се вклопи во околната средина, нема да може ниту да се препознае. And the second part of will that be enough? Well, again, working with the experts, that is our best forecast of how much that will cost. If through the life of mine we realize it will cost more, needless to say, under the law, which will be compliance, we would have to top up that 30 million to 40 million, 50 million, whatever the number the experts and the local authorities tell us it needs to be. Што се за вториот дел на прашањето, дали 30 милиони ќе бидат доволни, тоа е најдобрата проценка што ни ја дадоа експертите што беа ангажирани. Се разбира доколку во текот на работењето увидиме дека нема да бидат доволни и врз основа на локалните закони и врз основа на повторно проценката на нашите експерти ќе го зголемиме на 40, 50 или колку што е веќе потребно.
Прво сакам да кажам дека концентрат на бакар што ќе добивате не може да се добие без служење со сулфурна киселина. Како ќе го добивате тој концентрат на бакар? Тоа е едната работа. Другата работа е вие немате банкарска гаранција за справување на ако евентуално настане некаква хаварија. Или ако имате не е доволно не се доволни средствата да се покрие сето тоа. Практично нема никаква банкарска гаранција која би ги покрила штетите кои ќе настанат овде. Ако дојде до излевање на таа брана. Тоа што кажа господин Огокул дека се ќе биде како во претходната состојба, се извинувам, ама тоа е лаг. Затоа што во самата студија пишува дека отворениот коп ќе биде езеро, кој ќе биде вечно таму, затоа од подземните води се пресечени и од атмосферските ќе се полни, исто така и хидроеловиштето. Ајде да речеме дека после 100 години хидроеловиштето ќе таа вода ќе испари некаде но нема да е така, пак ќе се полни. Вие во вашата студија пишувате дека хидроеловиштето после 23-та година, после затворање, во процесот на затворање на рудникот, ќе посеете трева во која луѓето ќе можат да си ги пасат животните врз тоа хидроеловиште. Дали гледате какви со извинување какви глупости имате пишувано овде? Дали гледате колку сте провидни, колку сте го пишеле проектот, колку така да помине? Не знам какви биле ситуациите тогаш. И дали вие мислите дека ние сега зборуваме, ние кажуваме за милион последици. Вие упорно ладни како мраз си зборувате дека се било транспарентно, се е на хартија во ред, со ладна глава зборувате. Значи едноставно не може така. Ние реагираме, вие не ни давате потребните одговори, ме разбирате ли? Колку е тоа битно за нас. Ние не сакаме рудник овде. Сватевме кои се последиците од него. Населението не ве сака. Ве разбирате ли вие? Која е соработка со населението ако излажете неколку луѓе што е можно да се случува? Некои не знаат како е што ќе ве вработиме, тоа е за тоа треба да разговараме. 500 луѓе ќе вработите, што е со останатите луѓе? Ве молам немојте да не навредувате кога зборувате дека нема да има никаков импакт врз населението. Во однос на пропустите што ги имате, јас бих прочитал неколку, ги имаме јавно на страната. Прва и главна работа што ја немате поднесено, јас не знам како законски тоа може да пројде, како може да се исперете законски, е дека немате поднесено барање за дозвола за експлоатација во рок од 4 години. Во 2012 имате дозволата за ископ, во 2016 треба да добиете дозвола за експлоатација. Вие имате поднесено, но не со доволно аргументи, не сте ги завршиле практично сите работи кои што треба да ги завршите за да ја поднесете таа дозвола. Што немате? Имате нерешени правно-имотни односи, што требало до 2016 да се заврши. Имате главен рударски проект за експлоатација на минерални суровини, тоа го нема. Немате решение за одобрување на студија за оценка за влијание на животна средина. Немате план за управување на отпад. Немате сообраќајна согласност за приклучен јавен пат. Немате дозвола за користење и испуштање на вода. Немате каква одштета имате до сега? Имате нешто платено на Македонски шуми до сега што е сечено? Тоа го нема, така. Морате да сватите дека ние имаме различни гледишта. Нашите гледишта, нашата борба е да ја заштитиме нашата животна средина. Ако некој мисли дека во неговата животна средина не треба да има рудник, не треба да има еден тешка загадувачка индустрија, ве молиме да го почитувате тоа. И ако не мислите толку добро, откажете се од тоа што сакате добро да не направите, оставете не. А ако сакате на вистина, вистински да станете наши партнери, тогаш ќе ве замолам да ги пренасочите вашите инвестиции во органско земјоделство и во еколошко земјоделство, затоа што тука има услови за тоа. Затоа што кога луѓето ќе слушнат во Македонија и пошироко, каде што имаме извоз на земјоделски продукти, дека доаѓа нивниот храната што им ја сервираме на маса, доаѓа од земјоделски, од рудник, кај што има рудник. На Струмичката котлина 30 км во должина и нека и 50. Во јадрото од таму кај што произведуваме храна. Вие знаете ли колку луѓе ќе се иселат после тој рудник? Да, мораме да привршуваме уште.
одговори на тоа? Во ред ли е? Да. Добро. Уште едно сакам, после ќе. За хидроиловиштето сакам. Па тоа го прашавме, нели, веќе разговаравме за него, за да може да припишуваме. Добро. As far as the compliance with the law, we are fully compliant with our legal obligations. Part of the reason that we have not had the progress on the exploitation permit was during the political crisis in 2016, where there was no government or a technical government which could not approve the studies. We are actively working with the current government to try and work through this. Што се однесува до законите и нашите законски обврски во целост да ги почитуваме, една од причините поради кои што немаме добиено дозвола за експлоатација беше политичката криза во 2016 и отсутството на влада или техничката влада која што не може да ни издаде таква дозвола. Во моментот активно соработуваме со сегашните власти на добивање на дозволата. I know we're running out of time, so what I'd just like to conclude with, I understand the concerns about the community, but I want the community to make their decision based on facts, not on perception. If they base their decision on facts and they tell me to go away, I will go away. But until they have all the facts, I will be here and I will be doing my best to explain it to them, as much as my opposition here is doing the same. Што се однесува до заедницата и загриженоста за заедницата, јас би сакал заедницата да ја донесе својата одлука врз основа на факти, не врз основа на перцепција. И ако го направи тоа, ако сака да си заминеме, меѓутоа врз основа на сите факти што и се познати, тогаш што ќе го направиме. До тогаш ќе бидам тука и ќе сторам се што можам за да ги објаснам сите факти, реални аргументи, како што и го прават и активистите тоа. Јас може да додам околу земјоделието и рудниците, значи ние ќе се потрудиме најмаксимално што може да работиме на еден проект кој што се мисли на одржлив, модерен проект кој што ќе помогне комплетно во заедницата и на економијата и меѓу другото на земјоделието. Ние потворно врз нашите факти кажуваме дека нема да имаме влијание врз земјоделието, меѓутоа да не бидете само врз нашите документи, може да представиме примерот со Турција, каде што се потврдува и на други места во светот дека треба да имаме диверзификација во економијата и повеќе индустрии, како што и го имаме во Струмичката долина, да имаме и нешто друго покрај земјоделието. Таму многу убаво коегзистира земјоделие и рударство. Турција е земја број 1 во производство на злато и бакар, во однос на цела Европска унија произведува толкави количини и тоа во период е достигната таа цел од 2006 до 2016, а Турција е еден и од најголемите земјоделски производители. И тоа голем дел од рудниците постојат покрај земјоделски површини, кои екзистираат заедно, соработуваат со рудниците и ние би сакале да бидеме еден таков пример, посебно тоа што бројот на работни места 500 ќе предизвика и уште 3 пати до 5 пати од студиите кои што до сега покажуваат во светот уште 2500 индиректни вработувања. Сето тоа предизвикува раст во економијата, потреба од производство на храна и земјоделие. Ние гарантираме дека нема да имаме влијание и го имаме тоа докажано на светски рамки и би сакале и Македонија да биде дел и пример како еден ваков проект може да се развива со најдобри достапни техники, интернационални пракси и во заедницата, во соразбирање и комуникација на заедницата, за да сите имаме заедничка цел, дојдеме до подобар стандард на живење и ја помогнеме економијата во Македонија, посебно на регионот. Може и да завршуваме. Значи, час и половина Стојан. Само една. Вака на кандидатите им должиме можеби малку ги забунивме со некои податоци, но им должиме објаснување на гледачите дека Euromax Resources не се представија кои се, ќе сакам да ни одговорат каде имат рудници они, колку рудари и колку рудници воопшто се под нивна капа. Зашто тоа го зборам? Затоа што тие по наше убедување се дојдени овде да ги добијат сите документи за работа и после тоа да го продадат тој рудник на вистински рударски компании, бидејќи они не се вистински рударски компании.
Втора работа, што е многу важно за гледачите и за сите, за целокупната јавност, да знае дека они имаат добиено 2 концесии, од кои што едната концесија за која што требаше да добијат дозвола од државата за експлоатација мистиче 2016 година во јули месец, но они имат непотполни документи, тоа Стојан што кажа, немаат сите документи, а врз база на договорот што го имат со владата пишува, ако недостасува само еден документ, еднострано владата може да го раскине тој договор. Они во официјално соопштение и сега овде зборуваат дека ние сме били во политичка криза, дека не функционирала државата и не биле во можност да ги добијат сите, да ги донесат и поднесат сите документи. Тоа не е точно, затоа што, повторно ти кажам, лажат, бидејќи они се професионалци од тоа работа, народот нека одлучи на кој ќе му верува. Нашата техничка влада е од септември месец 2016 година. Нивниот рок им истече во јули месец 2016 година. Значи, техничката влада беше после истекот на рокот. Значи, не им држи тоа. Друго, сите компании функционира нормално во 2016, во 2015. Јас имам исто таква градежна компанија, си платевме даноци, функционираме со државата безпрекорно и покрај политичката криза државата си функционираше. Не им држи оправдание. Затоа повикуваме владата да постапи по законот и по договорот што го има. Тоа им е нивна обврска. Уште Стојан кратко да може да одговорат, завршуваме. Во однос на тие социоекономски аспекти морам да прочитам дел од вашите студии кратко, значи да. Велите вака, се очекува проектот да има позитивен ефект врз економијата на Македонија, градот Струмица и општините Босилово и Ново село. Но, одма после пишува, на национално ниво влијанието на проектот врз вработување е позитивно, но со низок степен. Едната работа. Другата работа е, значи ќе разговараме многу има за работа. Сакам да кажам. Пак ќе организираме емисии, но еве да се испочитуваме, нека одговорат. Уште само да кажам. Во сабота на 16 јуни, тоа е посебно за гледачите, организираме протестен марш од 12 часот, од 11:30 часот, се собираме до 12 часот на плоштад Гоце Делчев Струмица и тргнуваме на протестен марш кон представништвото на Евромакс, тоа е километар и пол. Држиме говори таму и се враќаме назад. Со тој протестен марш сакаме да укажеме конечно на сите институции на владата дека имаат основани факти да го сопрат работењето на тој на уништувачот на нашата животна средина и да испратиме јасна и гласна порака до Евромакс дека не се добредојдени овде. Sorry, just to confirm, it wasn't the technical government, it was the fact that the anti-corruption committee was in place from April of that year. And under the anti-corruption law rules, they cannot dispose of state. During 2016, which is why we couldn't progress our permit. Sorry. Дали вие бевте вмешани во таа корупција, корупцијски скандали? The anti-corruption committee is put in place so that the state can't dispose of any concessions, and that was why we couldn't apply for our concession. Една од обврските на таа антикорупцијска комисија е практично државата да може да раскине некој договор во случај на непочитување на одредбите и за тоа таа антикорупцијска комисија не беше формирана и не можевме да поднесеме документи. It's common practice before elections. Ами тоа е вообичаена практика пред избори. Требало да поднесете. Стојан те молам, нека завршат. Вториот час го. I'd just like to conclude by saying thank you for your time, Fala. This is a mine of opportunity and potential. We are here to listen to the community. Please contact us. Please let us know what your concerns are, and we will do our best to either allay those concerns based on facts or convince you that it's a risk worth taking, given the economic benefits, the 500 jobs, the 24 million of taxes the government will get per year, the 340 million euros worth of foreign investment that this mine will bring. Уште еднаш на крајот би сакал само да кажам и благодарам за времето. Ние сме тука, ние ќе бидеме тука за сите ваши прашања и сите ваши грижи, загрижености да ги решиме врз основа на факти и само уште на крајот да потсетам
за економските бенефити од овај рудник што создава можности со голем потенцијал, ќе отвориме 500 работни места, 24 милиони евра ќе биде годишниот прилив во буџетот на државата и се работи за инвестиција од 300 милиони долари. Господја, како имате? Ние го почитуваме правото на граѓанските движења, вашето право да се изјасните, да одржите протест, го почитуваме вашиот активизам, би сакале да продолжат ваквите дебати, отворени сме за соработка, може да повелите и во нашите простори, може и вака на јавни дебати, да одиме во детали, тоа што не стигнавме сега да го направиме, да го продолжиме понатаму. Ние ќе продолжиме да ги кажуваме фактите на луѓето, да ја кажуваме нашата приказна, нашата вистина, стоиме за таа вистина, сакаме да допринесеме за подобар живот и стандард, веруваме дека инвеститорите се исто така, тука ние сме јавна компанија, ние не сме приватна собственост, стојат интернационални фондови и овој рудник ќе биде еднаков како и рудник кога би се отворил во западна земја, во Германија, Англија или Шведска, од таму ќе биде целата процесна линија, истите гранични вредности за емисии во животна средина ќе бидат почитувани, ние гарантираме дека нема да има влијание врз животната средина и плюс ќе допринесеме за подобрување на животот на земјоделците, подобро на начин што младите би останале тука, би имале можност за поинаков тип на работа, ќе понудиме различни тренинзи и остануваме отворени за соработка со заедницата, со пошироката заедница во Струмица, со интелектуалците во Струмица, како и со невладините здруженија, поединечно или во група да не посетат, да ги видат нашите простори, да ги видат нашите материјали кои што се собрани во 15 години работа, ние не сме формирани сега, и да ги одговараме заеднички и вака и со критика и да кажеме на поинаков тон, секако сакаме да соработуваме со вас. Поминавме повеќе од час и половина во разговори, во дебата. Знам дека ние од далеку не ја исцрпивме темата, бидејќи има уште многу детали во кои што може да навлегуваме, но се разбира дека сме отворени во секое време. Кој од вас да појави иницијатива за отворен разговор пред камери и пред јавност, дека ќе организираме повторно. Ви благодарам на сите за учеството, се надевам дека на гледачите малку им објаснивме и од дилемите кои што се ги представуваат нели активистите и постојат, се разбира, во јавноста, но и вашите аргументи зашто сметате дека тие се неоправдани или зашто треба да постои рудникот. Уште еднаш благодарност до сите, се гледаме следниот четврток со нова емисија. Довидување.